Në qeveriu nënshkrua marrëveshje kredie ndërmjet e kurudhave të Maqedonisë Transport dhe Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillim në vlerë prej 20.9 milion euro. Kredia do të shfrytëzohet për blerjen e lokomotivave elektrike me pjesë rezervë me qëllim rritjen e transportit të mallrave dhe të ardhurave të ndërmarrjes. Ова финансирање ќе ја овозможи на Северна Македонија да набави до 5 нови електрични локомотиви да имплементира систем за планирање на ресурсите на предпријатијата. Овие подобрувања дополнително ќе представуваат многу повеќе од технички надградби, тие се стратешки инвестиции дизајнирани да ја подобрат ефикасноста, квалитетот и безбедноста на товарните железнички операции и ќе придонесат за намалување на емисиите на CO2 и ќе играат клучна улога во поддршката на тековната зелена транзиција на земјата. Сиç информoi kryeministri Христијан Мицкоски, kjo do të nënkuptojë një transport ekologjik më të sigurt, më të shpejtë dhe më efikas. Денес зборуваме за нешто што со децении беше занемарувано, а е од суштинско значење за економијата, извозот и европската иднина на нашата држава, а тоа е железницата. Состојбата која што наследивме беше катастрофална. До неодамна МЖ Транспорт немаше ниту една целосно функционална локомотива. Повеќе од 20 меѓународни товарни композиции беа стопирани во Гевгелија без можност товарот да се транспортира кон европските пазари. Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski gjatë nënshkrimit të sotëm të marrëveshjes me Bergjin paralajmëroi transformim të plotë të transportit ekologjik. Постари со една флота на нови 5 и овие 4, мислам дека ќе имаме 9 локомотиви кои што целосно ќе можат да го обслужат карго транспортот, а дел од нив да се користат и во патничкиот сообраќај. Ова е многу значајно, особено за коридорот 10 кој што треба да расте во годиниве кои што се пред нас, како и за коридорот 8 кој што го развиваме во овој момент преку инвестиции во инфраструктурата. Projekti vlerësohet si hap i rëndësishëm drejt modernizimit të transportit ekologjik të mallrave duke rritur sigurinë dhe efikasitetin, ndërsa kushtet e kredisë janë në përputhje me strategjinë për menaxhim të përgjithshëm të borxhit publik, thot ministre e financave Dimitrieska Koçuska, ndërsa drejtori i kurudhave transport Dejan Kushutić tha se projekti nuk kupton lidhje rajonale të sistemit të transportit.